Драги мои, ви посакувам добро утро и добро не дојдовте во уште една уредувачка авантура. Ние сме подготвени, нормално со нови теми и нови содржини кои имаат намера да го направат вашиот дом поубаво место за живење и за престој во него. Зашто ќе зборуваме денес и во овој квадрат ви откривам во продолжение. Во новиот квадрат зборуваме за трендовите, декоративниот тренд кој се враќа и актуелен за украсување на зидовите. Путер жолтата како омилена боја на сезоната во интериерите и за тоа како да ги декорирате вашите зидови. Останете тука. По рекламите почнува новиот квадрат. Во пролет природата е обсипана со многу бои и тоа дефинитивно не мотивира барем дел од нив да внесеме и во нашиот дом и да додадеме уште подобра атмосфера за уште подобро расположение. Секако тоа нас не мотивираше да обрнеме внимание на темата бој и да откриеме што ќе биде тренди во сезоната која следува. Која боја ќе биде доминантна во нашите простори, ви откриваме во продолжение. Путер жолтата боја најпрво се проби во светот на модата, а потоа се појави во внатрешноста. Вградувањето во вашиот дом е многу полесно отколку што изгледа. Ако некогаш се запрашавте кој ќе биде следниот голем тренд во дизајнот на интериер, погледнете што е моментално популарно во светот на модата. Иако модата и дизајнот на интериер изгледаат како две сосема различни индустрии, кога се во прашање трендовите, тие се тесно поврзани. Совршен пример за ова е трендот на путер жолтата боја. Оваа нежна пастелна нијанса на жолта минатата година ги преплави модните писти, а сега полека го освојува и трендот на интериерите. Според податоците на Google Trends, пребарувањата за путер жолта се на највисоко ниво, а декорот конечно го фаќа чекорот во светот на модата. Жолтата путер се појавува на се, од перници и кебиња до светници и светилки, подсетувајќи на сончева светлина и пролетна атмосфера. Декор со путер жолт е совршен начин да го освежите вашиот дом, додека го префрлате во потопол сезонски амбиент. Со кои бои за внатрешни работи оди добро путер жолтата. Жолтата путер се чувствува доволно светло и светла за пролет и лето, но не премногу светкава за да ги исклучите неутралните или да го обземете просторот. Оваа пастелна нијанса одлично се вклопува со сите видови на бои, од сина и розова до класични неутрални, така што лесно се вклопува во различните стилови на интериер. Прво, путер жолтата одлично функционира со природни тонови, како што се бело, беж и жолто дрво. Оваа комбинација создава смирувачки, софистициран простор кој се чувствува воздушен и топол. Добро оди и со земјени нијанси, како теракота, рѓа или кафена. Овие бои дополнително ја нагласуваат топлината на жолтата и создаваат богата, пријатна атмосфера во внатрешноста, идеална за дневни соби и трпезарии. За малку полуксузен ефект можете да комбинирате путер жолта со металик акценти, особено во златни или месинг нијанси. Ова дава елегантен, модерен изглед кој работи особено добро во бањата, спалната или работниот простор. Конечно, нијанси на зелена, особено маслинесто зелена или темно зелена, совршено одговараат со путер жолтата. Оваа комбинација носи природна рамнотежа и создава чувство на хармонија во просторот, особено ако користите растенија како додаток на декорацијата. Ако сте подготвени да ја прифатите путер жолтата боја како боја на сезоната, еве неколку од нашите омилени начини да го испробате овој тренд. Перниците и текстилот се можеби најлесниот начин да додадете допир на оваа нежна пастелна нијанса во вашиот дом. Завесите се исто така добар начин. Жолтата путер да го освежи вашиот интериер. Во согласност со бојата изберете ткаини кои се лесни, воздушни и едноставни. Пролете, има ли поубав и поженствен декор од букет цвеќе? Па еве уште еден начин да ги внесете цвеќињата со оваа боја во вашиот дом и да додадете доза на тренд во просторот. Релаксирачки, екзотични и мирисливи, цвеќите и цвеќниците се дел од секој декор, а ефтин и лесен начин за користење путер жолта боја во внатрешноста. И за крај декорот за бања. Комплет кој вклучува држач за четка за заби, ја прави вашата бања модерна и во согласност со актуелните трендови. Дури и обична путер жолта крпа може да направи голема разлика.
А кога се во прашање трендовите, има уште еден доминантен тренд кој можеби ќе ви се допадне, па можеби дури и ќе го имплементирате во вашиот простор. Зашто станува збор во продолжение. Ако барате начин да вдишете живот во вашите ѕидови без комплицирани реновирања, тапети или преполнување на ѕидовите со слики и постери, го имаме совршеното решение – декор на ѕидови од ткаенина. Оваа декоративна тенденција повторно ги освојува интериерите во 2025 година, но овој пат со модерен и свеж пристап. Наместо традиционални ѕидни облоги и класични украсни елементи, во центарот на вниманието се богатите текстилни детали, кои внесуваат топлина, текстура и бои во секој простор. Од раскошни тепесери и рачно изработени украси, од макраме до ткаени панели. Можностите се бескрајни, а ефектот е навистина импресивен. Декорот на ѕидовите од ткаенина не е само естетски пријатен, туку и практичен. Овие парчиња внесуваат дополнителна текстура и мекост, визуелно го омекнуваат просторот и придонесуваат за подобра акустика, особено во поголеми и поотворени простори. Тие исто така даваат можност да изразите вашата креативност и да дадете личен допир на секој агол од домот. Без разлика на вашиот стил, дали преферирате бохо, скандинавски, минималистички или луксузен амбиент, постои решение кое одлично ќе се вклопи. Ви ги пренесуваме најпопуларните начини да ги искористите ткаенините како совршен елемент и целосно да го трансформирате вашиот дом. Теписерија – уметност со текстура. Голема впечатлива таписерија закачена на ѕид може да има моќен ефект како слика, но со дополнителна димензија на текстура и боја. Без разлика дали ќе се одлучите за геометриски мотиви, апстрактни представи или природни пейзажи, таписеријата носи бохо дух, минималистички или еклектичен стил, создавајќи пријатна и топла атмосфера. Плетени панели наместо платно од ткаенина. Ако имате омилена ткаенина со интересен дизајн, зошто да не ја врамите како уметничко дело? Плетените панели представуваат модерно решение за декорација на ѕидови, особено во модерни индустријски простори. Со правилно избрани бои и дизајни вашите ձидови ќе изгледаат софистицирано и елегантно. Макраме – природна убавина и текстура. Рачно изработените украсни парчиња макраме со јазли и памучни конци внесуваат доза на природност и рустикален шарм во вашиот дом. Совршено се вклопуваат во бохо, рустикален и скандинавски интериер, а во исто време додаваат пријатно домашно чувство. Ձидни плочки – традиција со модерен пресврт. Наместо да го ставите тепихот на подот, зошто да не го закачите на ѕид? Ձидните теписи и килими носат етнички и традиционални вибрации, а истовремено абсорбираат звук и му даваат на просторот поинтимна атмосфера. Овие парчиња се идеални за дневни соби и спални, каде што сакате да додадете карактер и топлина. Текстилни тапети, луксус и мекост. За оние кои сакаат полуксузен и пософистициран изглед, текстилните тапети се вистински избор. Од ленени и памучни материјали па се до богати кадифени ткаенини. Овие тапети создаваат чувство на топлина и елеганција. Идеални се за простори во винтидж или класичен стил, но подеднакво добро се вклопуваат и во модерни, префинети интериери. Ако сакате рустикален или шик изглед, украсете ги ձидовите со рачно извезени, постелнини или винтидж текстил. Можете да ги врамите или едноставно да ги закачите на дрвена прачка, создавајќи автентично уметничко капче. Декорацијата на ձидовите од ткаенина е повеќе од тренд. Овај начин да додадете личен шмек во вашиот дом и да создадете простор кој зрачи со топлина, креативност и стил. Искористете инспирацијата и почнете да ги освежувате вашите ձидови на најмодерен и најсофистициран начин. И кога веќе зборнавме за ձидовите, тие се дефинитивно нешто што во голема мера го одредува целиот изглед на вашиот дом. Доколку сепак сакате тапети или сакате да ги обоите во некоја убава боја, ние имаме многу предлози за вас. На оваа тема зборуваме во продолжение последните минути од нашето денешно дружење. Можноста да декорирате дом по ваш вкус е нешто кое сите со нетрпение го очекувате и на што приоѓате со посебна грижа. Колку и да сте среќни со изгледот на вашиот стан или куќа за која првично се одлучивте, по некое време некои работи треба да се променат и просторот треба да се освежи. Ако одлучите да направите измени во вашиот дом, започнете со помалите работи. Не треба да го менувате комплетниот мебел за да го направите вашиот дом да изгледа помодерно.
Доволно е да го освежите со еден дел од просторијата, а ефектот на зидот сигурно ќе има најголем ефект. Бидејќи зидните тапети се повторно популарни во дизајнот на интериери, ви представуваме 5 совети за нивен избор, но и како да го примените. Прво, одлучите се за стилот што го сакате. Ако одлучите да му го доверите дизајнот на интериерот на архитект, тој сигурно ќе ве советува за посакуваниот стил на мебел. Исто така изборот на преовладувачки стил ќе биде пожелно да го одредите и кога го уредувате вашиот стан самостојно. Избраниот стил зависи од работата што му претходи на лепењето на тапетите. Да речеме од малтерисаниот дел, од работата со инсталацијата и осветлувањето. Без разлика дали се одлучивте за модерен минималистички стил, скандинавски, рустикален, романтичен, ретро или класичен стил. Обидете се да се држите до него целосно. Внимавајте и на боите. Употребата на бои во дизајнот на интериер е нешто на кое многу луѓе се плашат на некој начин. Ако сами си го дизајнирате просторот, треба внимателно да испланирате каде ќе се најде бојата и колку пати ќе се повтори. Се препорачува покрај белата боја, просториите да имаат најмногу уште 3 бои, кои повторно треба да бидат во исти тон. Ако просторијата е бела, мебелот е неутрален, дрво бело или сиво, интересни позадини во 2 бои ќе го освежат просторот и ќе му дадат живот. Во овие ситуации тоа е позадината што ќе обезбедува идентитет на просторот. Сите линии нека бидат во иста насока. При изборот на тапети, обрнете внимание на нивниот дизајн, особено доколку имате мебел, драпери и килими со доминантни линии. Например, ако сакате да зачувате стари столици со хоризонтални линии или кругови, или елипси на завесите, изразена геометрија на тапетите ќе биде премногу. Во ваквите случаеви изберете ги оние позадини со малку украси или можеби цветни образци. Често пати е случај по реновирањето на станот да сватите дека имате еден или повеќе ѕидови во станот кои немаат апсолутно никаква функција. Нема слики или парчиња мебел и тие изгледаат некако празни. Идеална можност за креативно декорирање што ќе го освежи просторот, а добра е идејата да имате таков ѕид обложен со тапети, кој е стилски поврзан со мебелот. Ѕидот со тапети на тој начин му дава значење и естетика поврзано со остатокот од просторијата. Тапети во повеќе бои и доминантна графика се погодни токму за овие прилики. Ако не сте многу заинтересирани да експериментирате со боите, можете да се одлучите за позадини со сиви или сребрени вертикални линии. Со линиите во боја тешко може да погрешите, но сепак обрнете внимание да боите на линиите се вклопуваат во мебелот и да на таа боја сосема се надополнува евентуалната едноличност на мебелот. Таквиот зид треба да биде целосно видлив за време на престојот во просторијата. На овој начин внимателно потенцирате една амбиентална целина со внимателно избрана позадина. Во последниве години, трендот во светот е да се поставуваат тапети со смели образци на неочекувани места, како што се, например, бањите и таваните. На овој начин, уметноста на тапетите совршено искористена како неочекуван детаљ во амбиентот, што и дава сосема нова нота на собата. Во бањите и тоалетите тапетите обично се поставуваат над нивото на еднобојни керамички плочки или над зидот со машина за перење. Ваквите тапети обично се со цветни мотиви или со геометрија во ретро стил. Во бањи со добра хидроизолација не постои опасност од брзо влошување на тапетите. За современиот интериер на целиот дом, вклучувајќи ја и оваа просторија, тапетите станаа неопходен детај. Додека ја менувате вашата гардероба во согласност со новите трендови, внимавајте и периодично да го освежите и модернизирате просторот за живење. Интересни тапети ќе ве чинат помалку од реновирање на целата просторија, а промената сигурно ќе биде ефектна. Трендовите во светот на дизајнот на интериер се менуваат на секои неколку години. Сепак некои стилови и декори се уште ја носат титулата на вечното. Уредувањето на домашниот простор е исто толку важно, како и одбирањето на фустан од вашиот плагар. Ако домот засега ви е само место каде ги оставате работите, тогаш може би е време да ви дадеме идеја плюс за внатрешното уредување. Сите знаеме на едноставен начин да го средиме домот.
но уникатноста секогаш вреди повеќе. Токму една ваква уникатна и оригинална идеја е луксузниот дом на добро познатиот актер Джейсон Статам, сместен на западниот брег на Малибу, кој е познат како рај на славните. Луксузниот имот е направен од карактеристичен црн кедар, а во него се испреплетуваат ретро и модерен стил. Во 2009 година непланирано Статам ја купил оваа убава куќа на плажа во Малибу, под изговор дека во Обединетото кралство нема доволно сонце и песок. Тука наоѓа одлична прилика да биде во контакт со океанот и природата. За изненадување на многумина, Джейсон сам ги работел ентериерот на куќата, по свој личен вкус. Дрвото е присутно насекаде, но на суптилен начин, а палетата на бои на песокот и плажата бојат голем дел од ентериерот. Сепак, цената на неодамна реновираниот дом е скоро двојна. Вилата од 360 метри квадратни има белгиски дабов под, тиково лоби, стаклени прозорци на покривот со прекрасен поглед кон Олодео, популарно место за сурфање. Вилата има 3 спални соби, голема трпезарија со полици за дрво и камин од тули, кујна со сиви дабови елементи, голема дневна соба и неколку бањи. Надвор има тераса, џакузи, еднособна мини куќа за гости и директен пристап до плажата. Всушност, Статам го купил овој луксузен имот за многу кусо време и брзо се зафатил со прецизна обнова на земјата, која ги задржа клучните архитектонски елементи, како рамката за слика на едниот зид во дневната соба, огништето од тули и наклонетиот покрив, кој го штити неговиот дом од сурово сонце напладне. Многу оригинални карактеристики беа навистина привлечни, вели тој гледајќи наназад. Колибата за сурфање стана пријатна, шик и модерна. Екстериерот од црн кедар со керамиди со бакарни олуци му дава одредена елеганција. Сакав да го задржам она што беше таму пред да го направам тоа да изгледа подсврсто, вели актерот, кој го отвори изгледот на скоро 4000 метри квадратни, преведувајќи ги своите вештини кон скејбордингот во вода со помош на легендата на долгогодишно летање во Малибу, Такио Масуда. При уредувањето на мебелот, Джейсон се определи за практичност во врска со осмислувањето. За него владее удобноста. Сакав да излезам на плажа во шорцеви, убаво и лесно. А убавата и голема софа која ја обвива просторијата со поглед на плажа, совршено ја отелотворува оваа желба. Омилено место е да се лежи и да се земе прекрасен спектар на бои и расположенија во природата. Во дневната соба, дизајнерот најверојатно внимателно бирал елементи, декоративни предмети и книги за големите полици кои се наоѓаат над доминантното огниште од тули. Целиот простор во собата за дневен престој е отворен. Нема преградни зидови или пак големи врати. Се е отворено ширум и сите останати простории се гледаат, како на пример големата кујна која е навистина луксузна, модерна и доста практична. Елементите се во сива боја и се изработени од квалитетно дабово дрво. Актерот сакал лебдечки полици низ целата куќа, а освен тоа, потребата го натерала и да одбере своја камера во црно-бел филм, додека бил на едно летување во Амангери во Јута. Со текот на времето, тој додава најразлични слики, како што се фотографии од Ричард Мисрак, еден скейтборд, 70-тиот фотограф Хју Холанд и Леро Гранис, кум на фотографијата за сурфање, иако тој вели дека малку клише е да се фотографираат во куќа за сурфање. Пловечките полици од тиково дрво се во трпезаријата и биле реакција на тоа да немаат доволно големо уметничко дело за да висат над неговата данска маса и столовите. Тие тука сместиле неколку декоративни парчиња од данскиот грнчар Аксел Салто. Јас само ги сакам неговите работи. Секој пат кога ќе видам нешто негово, ќе го добијам тоа, вели Джейсон додавајќи. Мислам дека крајниот резултат беше подобро да се има некое големо уметничко дело. Ништо помалку луксузна и модерна не е ниту бањата. Целата е во темно сива нијанса со бели елементи и огромна туш кабина, преградена со стакло. А интересните светилки даваат посебна и смирена светлина. Спалната соба е мала, но толку средена и тивка.
Едноставно изгледа како кутивче. Во неа има само кревет и две мали тоалетни масички покрај него и се во бела боја. За него и неговата партнерка, белата боја е символ на чистота и релаксираност, па затоа се одлучиле во нивниот дом да преовладува светла и мирна боја. Спалната соба е прилагодена со лампи од Данска и тиковни полици како и црно-бела фотографија, а од неа се отвора мал балкон, гледајќи надолу кон наколонетиот покрив на плажата. А погледот е навистина безпрекорен. Джейсон вели, наклонетиот покрив создава прекрасна слика и дава чувство на смиреност и релаксација. Да живееш во шумата, нагоре во планините или на работна плажа, вели Статам. Тоа се оние скапоцени места каде се поврзувате со природата, а тоа е вистинска привилегија. Инспиративните идеи кои денес ви ги пренесуваме можат да бидат одличен план или проект за уредување на вашиот дом. Убаво е кога домот е исто толку модерен, како и вашиот начин на живот. Половина час, периодот кој не беше предвиден за денешново дружење, помина навистина брзо, но она што е најважно е дека нешто ново научивме и дека добро се забавувавме заедно. Ви благодарам за вниманието и денес. Се гледаме повторно наредната недела во редовниот термин. 9 часот и 30 минути ние ќе бидеме повторно тука и секако со нови теми и нови содржини. Ви посакувам убав остаток од денот и убав остаток од викендот. До следната недела, пријатно!